Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Остануваме се уште на анкетата Брима Галуп. Што е позитивно во оваа анкета? Позитивно во оваа, но веројатно и во сите наредни анкети што ќе следат во наредниот период е што граѓаните ја испочитуваа стратегијата на ВМРО ДПМН да не потпадне на провокациите на СДСМ во целиот овој изминат 2,5 годишен период и што не ја прифатија нивната наметната игра. Имено СДСМ сакаше да наметне друга игра, негативна, хаотична, деструктивна игра и фактички со себе да го понесе ВМРО ДПМН заедно да играат таа игра. СДСМ навигираше кон уште посилна политичка и севкупна криза во државата, но ВМРО ДПМН успеа да го изменаџира овој удар како вистински одговорен и национално цврст политички субјект. Добро е што ВМРО остана на својот пат, добро е што остана на својот план, како најдобро да го менаџира овој би рекала период на криза и како на најдобар можен начин да го искористи периодот на криза со цел да се фокусира на позитивните процеси, односно процесите на тоа да не заостане Република Македонија во економска смисла, во правна, во политичка, во меѓуетничка смисла и секако да не само да не заостане, туку и се повеќе да се надоградува. Оваа партија навистина успешно се справи со сите предизвици и тешкоти со кои што се соочи на политичката сцена, бидејќи ВМРО беше свесна дека секој изместување на тежиштето во прилог на негативната политика која што ја води СДСМ ќе биде на негова и само на негова штета, а секако и на штета на државата Република Македонија. Токму затоа оваа партија одлучи да не губи време на тривијалните местенки, на разноразните уцени и притисоци какви што ги подметнуваше на секој ќош СДСМ и реши посветено да чекори по својата зацртана позитивна траекторија, таму каде што се чувствува најсилна и таму каде што е всушност и најуспешна и највидлива на сцената. Токму таквата насоченост се вреднува од страна на граѓаните и резултатите од анкетата всушност се одраз на поддршката што граѓаните континуирано даваат на ВМРО ДПМН во сите досегашни изборни циклуси. Паднаа во вода сите маски на Заев и на Радмила Шекеринска, се видоа сите нивни лаги, се открија сите сценарија што СДСМ ги плетеше заедно со странскиот центар на моќ, паднаа во вода сите калкулации кои оваа партија ги направи на штета на државата и на штета на македонските граѓани. Секако во наредната анкета која што ќе се појави многу брзо, очекувам уште повисок рейтинг на ВМРО ДПМН како казна за неодговорните и антимакедонски изјави и политики, но и чекори што ги направи Заев и Шекеринска за државата. Имено, ајде да видиме што нуди СДСМ во нивната плагијат изборна програма, како што видовме од Српската радикална партија Двери, како што информира македонската јавност, веројатно и ќе ги тужи социјалдемократите за украдениот слоган, но и за украдените делови од нивната политичка програма. До тој степен не ги бива социјалдемократите што не знаат ни своја изборна програма да направат, па мора да крадат изборни слогани и мора да крадат туѓа понуда од некои политички партии од регионот и украле политичка програма од најрадикалната политичка партија во Србија Двери, која што всушност е и анти-НАТО и анти-ЕУ расположена и како што самите тие велат се работи за една понуда која што е проруска. Колку што се сеќавам, јас СДСМ воопшто не се проруски расположени, така што има неколку елементи кои што, да кажеме, СДСМ ги прилагодиле на македонските услови и тие неколку елементи кои што можеме да ги видиме кои што се нели нивни, всушност повторно не се нивни, затоа што тие се проблематични во смисла на македонски идентитет, негување на македонското национално чувство и се всушност во интерес на албанските партии, но не се во интерес на членството на СДСМ, а уште помалку на македонските граѓани. Еве да појдеме од нивната заложба, содржана во нивниот план за живот во Македонија, што како што кажав,
е плагиат, но и не се работи за класична изборна програма, како што можеме да видиме од примерот на ВМРО ДПМН, туку се работи за еден општ план, за план за живот во Македонија како што го смислила, што повеќе личи на еден политички памфлет отколку на конкретна изборна програма. Но како и да е, тие решиле дека овој план ќе го нарекуваат изборна програма и секако треба да го испочитуваме нивната одлука. Внатре во таа изборна програма посебно се проблематични неколку аспекти кои што се однесуваат на јакнењето на локалната самоуправа и креирањето на политипни општини, но и неколку други работи за кои што би сакала да кажам збор 2. Прво, околу креирањето на политипни општини. Мислам дека станува збор за една многу опасна партиска заложба, која дефинитивно ќе ги отвори вратите на кантоналното уредување на земјата, бидејќи со засилувањето на надлежностите на општините, секоја општина ќе делува како еден вид мини држава, бидејќи покрај оние постојните овластувања кои што се пренесоа од централно на локално ниво во 2005 година, сега со засилувањето на новите надлежности во делот на полициските овластувања, дефинитивно општините ќе добијат форма на мини држави. Како што кажав, во времето се извинувам, со законот за локална самоуправа од 2002 година, значи би рекла владеачката гарнитура на СДСМ тогаш им пренесе од централно на локално ниво овластување на општините во над 20 области, и тоа средно и основно образование, социјална политика, социјална грижа, комунални дејности, урбанизам, противпожарна заштита, издавање на градежни дозволи, примарно и секундарно здравство, но и многу други овластувања во повеќе од 20 области. Со онаа децентрализација што се направи во времето на СДСМ, најголем дел од централните политики и централните буџетски средства се симнаа на локално ниво, со што практично започна првата фаза од процесот на така наречена швајцаризација на македонското општество и на македонскиот систем. Тој процес посебно беше евидентен со официализирањето и на други јазици што ги користат македонските заедници во општините кои имаат најмалку 20% од населението кое е различно од македонското. Повторно, процесот на воведување албански јазик како службен јазик во општините со доминантно албанско население беше издействувано во времето на СДСМ, а подпишано со Охридскиот рамковен договор, секако кој што беше, би рекла, договор со цел да се надмине таа криза наметната од албански фактор. Но СДСМ предничеше, би рекла, во спроведувањето на сите закони кои што произлегоа од Охридскиот рамковен договор, посебно оној со етничката територијална поделба на државата. Со новиот план што сега СДСМ го нуди на овие избори, оваа партија оди уште 2 чекори натаму, бидејќи ветува децентрализирање на овластувањата што по дефиниција се од државен карактер. Зашто станува збор? СДСМ ветува едно пренесување на државни функции на општински органи, особено во делот на функциите на МВР, како што е водење на матична евиденција на граѓани, издавање на сообраќајни и возачки дозволи, делот надлежностите на полицијата кои што се однесуваат на одржување на јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот на локалните патишта. Ова ветување на СДСМ практично значи формирање на паралелни полиции во државата, што значи вовед во растурање на унитарниот карактер на државата и незините присилни инструменти, бидејќи не случајно се вели дека ако на државата и ги разводните инструментите за безбедност и јавна сигурност сте направиле незин дефинитивен политички масакр, бидејќи нема држава во светот без силна и единствена полиција и без силна и единствена армија. Според планот за живот на СДСМ, секоја општина ќе има право да одлучува како ќе работи полицијата, секако и делот на овластувањата и изборот на самите началници на полициските станици ќе биде на општинско ниво, што значи вовед или увертира во засилување на капацитетот на општините во делот на полициските овластувања, но секако
И многу повеќе од тоа, бидејќи штом полицијата отиде на локално ниво, многу од работите се веќе јасни. Ако се знае дека полицијата е државен орган, задолжен за јавната и националната сигурност и безбедност на државата, тогаш планот на СДСМ преку децентрализирање на овие полициски овластувања на општинско ниво и да се започне процесот на внатрешно засилување на општините со репресивни мерки, што е секако вовед кон насилно редефинирање на државата, односно кантонизирање на државата по примерот на Швајцарија. Овде ќе одиме со мал блок реклами, секако една музичка numera и повторно се враќаме на емисијата Поента, останете со нас. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.